Добро вечер. Недела 22 часот. Јас сум Васко Евто, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место. Нова сезона на емисијата во Центар, сезона 2020-2021 година. Вечерва 11 октомври, некаде до крајот на јули 2021 година кај трае новата сезона, некаде околу 78 до 80 емисии ќе бидат снимени во новата сезона. Ви посакувам пријатна вечер. Ви посакувам среќен празник. Денес 11 октомври. Според мене еден од клучните, ако не и клучен датум на поновата македонска историја. На 11 октомври почнува македонското востание. Македонското востание против италијанскиот и против бугарскиот фашистички окупатор во рамки на денешна Република Македонија. Всушност на 11 октомври 1941 година македонците успеа да ја сменат стратегијата на големите сили. Стратегијата на големите сили, почитувани гледачи, била дека на Балканот треба да постојат две словенски држави. Една српска и една бугарска. Ако не беше 11 октомври, ќе останеше на сила таа стратегија да постои само бугарска и српска словенска држава тука на Балканскиот полуостров. На 11 октомври де факто македонскиот народ, македонските граѓани предводени од македонските комунисти ја менува стратегијата и обезбедуваат и овозможуваат формирање на трета словенска република на Балканскиот полуостров, тоа е денешна Република Македонија. Изминатите 20 години колку што трае емисијата во Центар, барем 10 почетоци на новата сезона ми се поклопувале со денови пред или 11 октомври. И секој сум се обидувал да направам емисија за 11 октомври. Да направам емисија бидејќи сметам дека тоа е потценет ден во македонската историја, дека е клучен настан во македонската историја и дека треба на новите генерации да им се објасни значењето на 11 октомври и да им се вбризга еден дополнителен елан на патриотизам, дополнителен дух на патриотизам кој е неопходен денес во Република Македонија. Погледнете во грбот на Република Македонија. Вие што не го имате видено, погледнете во грбот, а вие што го имате видено, веројатно не ја знаете приказната, почитувани гледачи, или многу мал дел од вас ја знае приказната како е настанат грбот на Република Македонија. Гледате дека тамо во срцевината на грбот постои одредена планина. И веројатно на прашањето која е таа планина, најголем дел од вас би одговориле или дека е тоа Шар планина, Пелистер, Корап и така натаму. Не. Таа планина е планината Пирин. Пирин е срцето на Македонија. Кога комунистите го правеле грбот на Република Македонија, тогашна народна, па социјалистичка, па федеративна Македонија, всушност како символ го земале или ја земале планината Пирин. Тоа им смета на бугарите, бидејќи планината Пирин е символ на македонштината и на македонизмот, на тоа што денес постои во Република Македонија. Кога ќе го видите грбот на Република Македонија, гледате дека постојат 4 дела. Тоа се 4 дела на Македонија. Значи комунистите кои биле анационални, така како што ги нарекуваме, всушност размислувале за обединување на Македонија. Тоа е Вардарска, тоа е Пиринска, тоа е Егејска Македонија и делот на Македонија кој останат во денешна Република Албанија. Тоа е суштината на грбот. И затоа се сите тие барања и од страна на албанските политички партии и од страна на Бугарија и од страна на Грција да биде сменет грбот на Република Македонија. Зошто? Бидејќи планината Пирин е есенцијален дел на грбот на Република Македонија. Тоа е срцевината на македонштината. Затоа се тие конфликти со Бугарија. Затоа бугарите барат да се одродиме, да станеме или да признаеме дека сме одроден дел на бугарскиот народ, дека нашиот јазик е западен дијалект на бугарскиот јазик и така натаму и така. Затоа се пука по сите средства во Македонија, по сите столбови на македонизма, од македонскиот јазик, од Блаже Коневски, од грбот на Македонија, од македонскиот идентитет, од македонската држава. Тоа е есенцијата на нашата вечерашна емисија со господинот Ѓорги Чакарјановски. Тој е човек кој има најголема документација. Историчар е, има завршено историски факултет, доктор по историски науки, работел на Институтот за национална историја и во рамки на Институтот за национална историја всушност бил во тоа мемоарско оделение. Тоа значи дека разговарал со сите битни фактори изминатите 40 години, собрал материјал како што нема никој во Република Македонија. Целиот тој материјал му е на располагање. Значи човекот знае и тоа што треба и тоа што не треба. Ќе има некаде околу саат и 10 минути интервју со господин Чакарјановски. Многу работи за прв пат ќе бидат кажани, многу работи за прв пат ќе бидат презентирани пред македонската јавност. Останете со настаните 60-70 минути, сигурно нема да зажалите. Гледате, почитувани гледачи, кога се анализира бугарската стратегија, тогаш тој период од 1941 до 1944 година, тој е Втората светска војна, кога Бугарија е на фашистичка страна или на погрешната страна на историјата, нивното влегување на територијата на Македонија те го дефинират како ослободување на Македонија. А тоа што се случува во станието на 11 октомври го дефинират како идеолошка борба, како идеолошки конфликт. На една страна се фашистите, а на втора страна се партизаните или комунистите. И бугарите се обидот изминатите 60 или 70 години тоа да не го дефинират како востание на македонскиот народ против балистичкиот, италијанскиот и бугарскиот фашистички окупатор, туку како идеолошка војна во рамки на Република Македонија.
И нели тука се поставаат неколку прашања зашто тоа го прават бугарите. Бидејќи ако бугарите признат дека македонскиот народ кренал во стание, тогаш се тие окупатори во Република Македонија. А ако се окупатори, тогаш македонскиот народ и бугарскиот народ не се исти народи. Гледате, пред 2 дена Бојко Борисов после средбата со Бојко Османи дава одреден изјави дека тој бил растревожен, бидејќи отворено прашањето на Омо Илинден Пирин во Република Бугарија и прашањето во наводници за македонското малцинство во Република Бугарија. Гледате, тоа ја руши бугарската теза. Ако бугарите 70 или 80 години нас не убедуваат дека Белград и Србија направиле современата македонска нација, а на чело на СФР Југославија бил полухрват и полусловенец Јосип Брос Тито, што нели не одговара на тие бугарски приказни, тогаш знаете се постава прашањето како може некој во рамки на Бугарија да направи македонско малцинство. Тоа е првата теза. Втората теза е дека македонскиот јазик е дијалект, западен дијалект на бугарскиот јазик, и третата теза е дека ние сме геноциден или фашистички народ. Зошто сме геноциден? Бидејќи сме убиле 20.000 бугари кои се декларирале како бугари после Втората светска војна и тоа било уништено, пратено на Голиот ток или во македонските казамати и македонските затвори. И втората работа е дека правиме геноцид за тоа што ја фалсификуваме бугарската историја. И ако ја погледнете Тиранската платформа, кој исто така го дефинира македонскиот народ како еден геноциден народ, кој ги асимилира или ги убива албанците во Република Македонија, ако не се асимилирани или убиени албанците, тоа би биле пола со македонците во Република Македонија, и имате бугарската позиција дека исто сме геноциден народ, што значи дека таа позиција на бугарите албанците е де факто позицијата од 41 година, кога Македонија е поделена на италијански фашистички окупатор, кај што служат албанските балисти или албанските фашисти, кои се нарекуваат балисти, и бугарските фашистички окупатори. Тоа е тезата или тоа е платформата 41 година, подмолје Групчин, и на тој начин бугарите и албанците сакат изминатите 60 години да делат Република Македонија. Со Чекареновски разговараме на тие теми. Господине Чекареновски, што е 11 октомври? Борба за ослободување или граѓанска војна во тогашна Македонија? Како вие би го дефинирале? Тоа е суштината, тоа е клучот, тоа е ребусот на све ова што се случува во Македонија, односите на Македонија и Бугарија кои се денес, нели, кои ескалират. Па еве, јас како би го дефинирал тоа? Македонецот со години или со векови наназад настојува да се експонира себе си на меѓународната сцена, се со цел да добие сопствена држава. Но шансите во текот на историјата тој ги губи. Клучни моменти се два момента се клучни. Едниот е Илинденското востание кое завршува како што завршува, и втората сериозна појава кога македонецот можеше да се експонира на меѓународен план дури, затоа што тука на оваа територија постоева и странски мисии. Значи тоа беше период на Втората светска војна. Значи затоа е клучен 11 октомври. Затоа е клучен точно така 11 октомври. Се извинувам. Значи до 11, значи Втората светска војна всушност е растура она мантра која постои меѓу големите сили, дека треба да има две словенски држави на Балканот. Точно. При тоа не се мисли нели на Хрватска и на Словенија кои се католички, се мисли на Србија и на Бугарија. Точно. И таа мантра се растура со втората, да не беше Втората светска војна. Таа стратегија ќе беше реализирана, значи Втората светска војна им овозможува на македонците да ја растура таа стратегија, кај може да постојат само две словенски држави на Балканот. Точно е таа, тоа е точно дека е тоа така. И токму од тоа, значи дури можеби до ден денеска се проликува тоа состојбиви кои ќе гледаме во глобала, да не се формира и трета словенска држава. Значи може да има три албански, да, условно речено, а не може да има три словенски. Македонија е третата словенска. Така. И затоа дозволува, и затоа беа тие братоубиствени војни во Софија, кажу да ќе се истребат помеѓу себе. Затоа им беше дадено и зелено светло и на бугарите, и на србите, и на грците да не асимилират и да не направат, и не успеа тоа да го направат. Затоа 11 октомври по мене е клучен датум на македонската историја, иако е веројатно најпоценетиот датум во македонската историографија. Па точно јас се согласувам дека 11 октомври е клучниот датум. Тогаш, значи можам слободно да кажам, и тоа е апсолутно врз база на архивска документација, македонските комунисти ја предводеа и патриоти, се разбира, ја предводеа таа борба. На крај памет на македонските комунисти и патриоти не им паѓаше мислата дека тоа е некоја граѓанска војна кога Бугарија веќе... Бугарите велат дека е граѓанска војна. Не, тоа апсолутно таа теза, иако кај некои историчари сакаат малку да ја протнат таа теза, повикувајќи се на податокот дека кога се формира
Прилепскиот партизански одред, кога вршат напад одредот на участокот во Прилеп, тој што беше стражарот, тој фактички беше македонец. И тоа покојни Љубеше Георгиевски велеше македонец уби македонец. Тоа нема никаква врска. Тоа нема историска тежина. Не, никако тоа нема. Бидејќи не се напаѓа македонец, туку се напаѓа униформата, па така кој е репрезент на бугарската окупација во Македонија. Партизаните, да речеме, Прилепскиот партизански одред пукаше во униформата бугарска, не пукаше, таму може да има француз под униформата. Пред 3 дена игра Македонија Косово. Нема да. Значи ние не знаеме кој се игра македонска репрезентација. Тој носи дрес на Република Македонија. Овој од Косово не игра против албанци кои живеат во Македонија или против Срби или против македонци, туку игра против македонска фудбалска репрезентација. Тоа е и во Втората светска војна. Така е, значи со сета одговорност како историчар тврдам дека во историско минато, да речеме, од текот на Втората светска војна по 11 октомври нема никакви елементи на граѓанска војна. Тоа може да бараме историчарите да барат во Србија. Гледате овие шутраци од Бугарија, првенствено со Каракачанов, викат со цвеќе не дочека. Па добро, и хрватите ги дочека германците со цвеќе 41 година април месец, нели, кога влага германската војска во Загреб, ги гледаме тие снимки, па никој не вика дека хрватите и германците се исти народ. Само овие, нели, шутраци од Бугарија, тоа го користат ко крунски доказ, еве вие со цвеќе не дочекавте, а поробител не се дочекува со цвеќе, туку се дочекува брат, некој што обединува, нели, заедничка бурта. Тоа е нивната теза. Нивната теза која не може да излезе тој сон. Они не можат. Ја често пати велам дека историографијата балканска, што се однесува, значи, во однос на Македонија, мислам дека српската историографија малку се ослободи од тие стеги. Дали тоа беше можеби резултат што Македонија беше подолг период во рамките на ФНР или на СФР. Има и тамо екстреми, како овој Протич, што го гледаме по социјалните мрежи, но од друга страна Раковиќ вели на природен начин е создаден македонскиот етнос, македонскиот народ, македонската. Ама не може повештачки пат да се создаде. На природен, значи има историографска линија у Србија која тоа го признава за разлика од бугарите кои се унисони. Нели ко турски бек. Тоа и тоа. Ја имам впечаток дека тие уште стојат во 19 век. Нив име зашто пак на бугарите и до ден денеска државен празник им е 3 март. Веројатно и го празнуваат. И го празнуваат и ден денеска е 3 март. За непостоечка држава која не функционира ни 5 дена, што се вика. Не, тоа беше фиктивна држава, тоа е Сан Стефанска Бугарија. Фикус држава. Не, тоа уопште не. Големите сили кога уведува дека што се работи. Дури ни квартот не постои во Цариград или во Истанбул, Сан Стефано више не постои ни тој. Не постои, да, тоа е градче, тоа е фактички место. Речи си залепено тоа време за Истанбул, таму е Сан Стефано. Толку е завршена, но они го слават. Го слават и они уште не го надменуваат. Може да замислите, тоа е имаат они константа у тој дел. Ко ние да го славиме сега 29 ноември, е верно. Да. Условно речено. Да. Значи се распадна таа држава, да. Таа барем функционираше 50 на години, колку функционираше. Ова бугарската не функционираше ни 2 дена, што се вика. Не, тоа е виртуелен. Овие уште го слава трети март. Они го слава тоа и они не бегаат од тоа. Еве да речеме, видите како се. И ние сме коминтерновска се звином творба. А они не се руска творба, русите им направија таа Сан Стефанска Бугарија. Еве сосема накратко токму на оваа теза. И турската империјална сила веќе од средината на 19 век почнува да опаѓа. Таа осетно почнува и војно и економски почнува да паѓа. Во 1876-77 русите ја објавуваат војна на Турција. Турците губат таа војна и се разбира победникот во случајот Русија го диктира мирот. И тогаш 78 година се формира Бугарија. Сан Стефанска. Да. И што прават тогаш русите? Они го носат Александар I, го носат. Тој останува еден извесен период, ама почнува тој да не оди, да речеме, вака у наводници на водата на руската политика и тој е сменети доаѓа на цар Борис, татко му. Симеон. Не, Симеон е синот на цар Борис, значи доаѓа Фердинанд доаѓа на неговото место. Он има некоја изјава, јас сум ја видел од поодавна, сега колку е тоа веродостојно не знам, и тој има искажено една ваква мисла. Во бугарската круна фали уште дијамантот наречен Македонија. Значи, они
Значи, клучна е Македонија. Клучна е Македонија. Значи, гледате, господин Шекареновски, тоа се и у секоја емисија се обидам да кажам, мине ми многу поголема опасноста од преговори, договори или капитулација во наводници со Бугарија, колку со Грција. Со Грција имаме секакви разлики, јазични, културолошки, секакви. Овде е сличен јазикот, имаме некоја заедничка историја, некои дејци се пишувале, бугари се пишувале. Значи, тоа е дел на некоја заедничка во наводници македонско-бугарска историја. И многу поопасно да бидете асимилирани, претопени од еден поголем народ кој што се бугарите, отколку што е со грците. Но Македонија е клучна за бугарите по две основи: словенството, пошто бугарите имат проблем како да докажат без Македонија дека имат словенски корени, кој знаеме какви корени имат од Аспарух и така натаму и така натаму. И второ е христијанството. Нема сериозно светилиште у Бугарија кое што они може да го прогласат ко светилиште клучно за православието. Овде е Охрид, Охридска архиепископија и така натаму, ова е Трновската патриархија. Немат пандан. И затоа Македонија е диамантот, кој што Индија била за Велика Британија, Македонија е за Бугарија. Не можат без нас да функционира. И они таа политика, ја како историчар, ја како што можам да видам, ние пак историчарите сме некако врзани со политичарите, но не да соработуваме со нив, него да бележиме се она што они го прават како потез. И го заборават. Дали го заборават или не, тоа е друго прашање, но историчарите ќе го остават политичарот на она скалило историско каде што му следува, а не каде што политичарот ќе сака да се стави, значи на тоа историско скалило. Така да мислам дека бугарите имаат една константна во овој дел. И Петар Стојанов, кој беше председател на адвокатот од Пловдив, кој подоцна член на трилатералата, он ја дава она формулација дека Македонија е најромантичниот дел на бугарските. Всушност, ако не постои Македонија, нема да има ни романтичен дел на бугарската историја. Кај нас има некои историчари, сега да не ги спомнувам, иако јас... Историчари или јаничари, значи историчари и јаничари може некоја комбинација. Ја разликувам три типа на историчари. Тоа не сум го кажал јавно. Еден е историчар, значи навистина оној што се занимава со историја. Со историја. Вторите историчари се државни историчари и третите историчари се партиски. Јас ги двојам. И кај нас како е распоредот, како е соодносот? Па има историчари, сега малку е неблагодарно да речеме. Ова комисијава се историчари, се партиски историчари. Какви се ова комисија со Бугарија? Јас знам дека е солиден историчар колегата професорот доктор Чепрганов. Значи он исклучиво се... Иако овие дел од историчарите го следеа бугарскиот пример, бидејќи сите овие што се историчари во Бугарија или политичари се прво, второ, трето, шесто българско управление задолжено за македонското прашање или македонскиот вопрос, имаме и наши историчари кои има понуди, некои од нив и премина во агенцијата за разузнавање, работеа во агенцијата, па добро и министерката има работено во агенцијата за разузнавање, а работеше во Институтот за национална историја, мислам министерката за култура. Да, за култура. Имаше понуда и директорот на Институтот за национална историја и така натаму и така натаму. Значи, пробавме и ние исто на тој шутрачки начин да го следиме бугарскиот пример, а ако бугарите нели со помош на тајните служби ја водат политиката историска према Македонија, ние нели да им парираме, фала Богу сосвестивме дека тоа е погрешен модел и го напуштивме. Но во комисијата реално имаме ние партиски и имаме државни, односно под контрола на службите, и имаме многу малку историчари вистински. И малкуте историчари не су таа комисија во најголем дел. Па еве, ја колку што знам, а со сигурност знам, му беше понудено во комисијата да биде и Чепрганов. Одби. Тој го одби со мотивација или со изговор дека он нема проблем со историјата. И нема што да разговарам. Ја може да разговарам со вас ако имам проблем. И сега дај да го решиме мојот проблем или вие имате проблем и ја па да го тоа некако заедно да речем да го издефинираме. Испадна дека ние ко македонци, ко македонска историја, па дури ко македонска јавност, сие кои имаме еден дел тврдени или ке нас кои прават проблеми, многу пореално ја оценуваме историјата. Многу пореално прифаќаме одредени факти, да речеме во споредба со Бугарија. Нели постојано го цитирам Калчев кој вели бугарите се ко шопите, одат во зоолошка градина, гледат жирафа, гледат 2 сати, гледат дека постои, но им е проблем да прифатат дека постои, викат нема животно со толкава шија, со толкава врат. Нели тоа е една есенција на тоа бугарско однесување кон Република Македонија? Точно. Па видите, сега не знам како тоа да го дефинирам.
Бугарија нема да се откаже така лесно. Нема шанса. Нема да се откаже така Пред 2 дена лесно. слушавме што збори Бојко Борисов и Захариева. Нема Да. шанса да се откажат. После видите и идентитетот не се создава од вчера или со декрет. Не може тоа со декрет, како може? Па не постои таква нација. Правеле можеби оние што собирале банани во Јужна Африка, кои ги цртале нели по парцели, овие што се големи компании за производство на банани, така се направени нели нациите, народите во Јужна Америка. Но овде не може тоа. Секој има некој историски белек историски корен. Трагедијата кај македонецот, односно кај македонскиот народ е тоа што тој не се снајде во реалните состојби во времето по Илинденското востание. Тој ја пропушти шансата во првата Балканска војна. Кога се здружија 4 држави кои беа формирани на Балканот, Србија, Црна Гора, Бугарија и Грција, тие се здружија и отворија војна на Турција со цел да ја протерат и да ги заземат тогашните турски територии која Турција ги имаше на владение. Бугарите добија многу малку, значи овој дел од Пиринскиот дел кај што е сега, србите го добија ова, грците го добија оној долниот дел, егејскиот дел. Бугарите не беа задоволни. Нивните аспирации беа уште Сан Стефано наваму. Нивните аспирации ги довме во Втората светска војна. Точно. Значи тоа што беше Винскиот договор, нели поделба на поранешна кралство Југославија. Може да замислите вие сега кога Виенскиот договор е не дека него тоа е од 19 до 24 април 1941 година. Кога се делат зоните на интерес. Да, се делат зоните не само во Македонија, него и во Југославија. Така е. Тогаш Југославија се дели, Македонија дел на Југославија. Бугарија во тоа време, таа фактички за заслугите што ги имаше кон Хитлер, таа доби без војна, без никакво учество, него едноставно нацистичка Германија ги дозволи да окупира делови. Значи, Германија окупира делови, така стоја и во документацијата. Значи, Бугарија влегува во Македонија врз база на фашистички договор. Точно. За заслугите и она им дава. И сега, господин Шекаремски, ако се вратиме на 11 октомври. Значи, тезата на бугарите дека тоа е граѓанска војна. Дека всушност македонските комунисти се дигнале на востание против бугарските фашисти. Ајде да анализираме една по една теза, за да можеме нели да сватиме како тоа функционира. Ако постојат, значи, комунисти и фашисти, нели? Ја не гледам дека во Австрија имаше востание кај што австриските комунисти се бореа против австриските фашисти. А и тамо нели беа дочекани германците, пошто еден исти народ што се вика, но овде таа теза ја протнуваат бугарите. Можеме ли да ја прифатиме таа теза дека војната во Македонија што се почнува на 11 октомври 1941 година е идеолошка, а не е војна против окупацијата на Македонија? Не може да биде идеолошка, апсолутно, него тоа е македонските комунисти и патриоти ја почнаа војната. Апсолутно. Сега може да замислите 1940 година во Скопје само зборува имаше 6 комунисти. Од кои пак мислам дека беа 4 срби. Ама 6 комунисти, 4 срби. 4 срби. Тоа го тврди еден сега веќе покоен историчар кој добро го познаваше проблемот, доктор Велимир Брезовски. Ама тие успеа постепено да се шират и ги расширија на секаде во цела Македонија и го фатија и го обединија. Не можеме да ја прифатиме тезата дека е идеолошка. Не може како идеолошка. Вие сте слушнали ли за Христо Луков, генерал бугарски? Не сум. Тој Христо Луков и едно од 35-та мислам до 38 година, значи 1938 година, тој е и министер за одбрана во Бугарија. На војската. Да. Во Бугарија. Така Кока Ракачанов што е сега. Сега. Го гледаме сега пука со пушко митарлес 150 Тој Христо Луков, значи тој е и генерал, покасно постанува генерал, иначе тој е тесен приврзаник на Хитлер и на нацизмот. Тоа апсолутно, тоа бугарските автори тоа го кажува за извадете вие сега некоја енциклопедија ќе го видите овој Христо Луков, па дури не дека 1900 мислам дека беше тоа непоследно се усовремениево 2000 и некоја година некои бугарски екстремисти го славија Луков како Луков ден ли некако така мислам дека како некоја знаменита личност, да. Гледате, господин Шекаремски, кој е тоа сталто мортале кој го прават бугарите? Прво,
се љутат ако ги наречете дека се фашисти и дека биле на погрешната страна во историјата во текот на Втората светска војна, односно дека биле на фашистичката страна. Прво се љутат. Ако ќе дојде македонското прашање, тоа велат во Македонија нема окупација, туку има граѓанска војна. Еве теоретски да ја прифатиме таа нивна идиотска теза дека е граѓанска војна, кај што бугари комунисти се борат против бугари фашисти. Тоа значи дека власта во Бугарија е фашистичка власт. Тоа значи дека бугарите се фашисти. Тогаш нема што да ни се љутат нас за ова на носење на евреите и за сите други работи што ги прават сите фашистички држави под контрола на Третиот рајх. Но кога ние тоа ќе им го кажеме на бугарите, тогаш се љутат. Кога ќе им кажеме дека е окупација, се љутат и ние не можеме да дефинираме што сакаат бугарите, пошто има толку глупости у нивната историја направено, што каде и да чепнете гледате нивна глупост историска. Тоа е точно. Ја имам дури впечаток дека тие многу работи присвојуваат. Поне Индира Радич ја присвоја. Они присвојуваат, а знаете како е во народното верување, да не речам сега верување, него не е ни тоа поговорка, него прострујува една таква мисла, краде оно што нема. Така. Имаше, се извинувам, ова е многу интересно, смешно. Гледам бугарска телевизија, дали беше BTV или беше ТВ Нова. И гостувала србинка ли Индира Радич и треба да има концерт во Софија. И сега интервјуираат вамо некои од ова бугарскиве деца, девојки на улица што ги имаат најдено, нели по центурот на Софија и вика Индира Радич ги препеува песмите на Ивана. Што нема врска, тоа се оригинални песни на Индира Радич, која бугарска певица од Пајнер, како се од планета Ивана ги има препевано. Значи они крадат све што ќе стигнат, не само македонска историја. Кога ќе се потреби со нив гледа да не ти го земат саатот или јас во Бугарија одам без саат и без прстен, да не ми ги земе него, пошто они крадат све. И генерално не можеме за сите да кажеме тоа така. Малце шала да. Да, го разбирам тоа дека тоа малку шега е. Генерално не можеме за се да збориме дека тоа е така, ама тие сака да присвојуваат. Еве да речеме сега го фатим 11 октомври, 11 октомври е ударната, да речеме, тупаница на, значи, Македонија фактички на 11 октомври им зададе удар на сите оние соседни држави кои има илузии дека тоа ќе биде Јужна Србија или да речеме ќе биде дел од Бугарија и така натаму. Не спаси 11 октомври. Да не беше 11 октомври во нашата историја. Па кој знае што ќе се случи тоа? Дури во архивите, нели господин Чепреганов, тоа го има зборено, ги има истражувано архивите и на ЦИА и на британските архиви, велат дека македонските комунисти, македонските партизани првенствено се бореле за независна македонска држава, тоа нели во нивните архиви, а подоцна за Македонија која ќе се приклони кон тогашна ФНРЈ, СФРЈ или како ќе се нарече таа Народна република Југославија. Што значи дека освен што биле комунисти, тие биле и патриоти. Така е. Тоа веќе ја демантира тезата на бугарите дека ова е идеолошка војна 41. Некои британски, мислам дека тоа Чепрганов некаде го има напишано дека ги опишуваат македонците како големи националисти, но не во негативна смисла се разбира. Туку во позитивна смисла. Националист сум јас, верувам сте и вие, сите оние македонци што си ја сакаме државата. Не можеме да речеме, значи дека тоа. Господин Чепрганов, пред 2 дена има средба нашиот министар Бујар Османи со Бојко Борисов. И македонските медиуми ми презентираат и пренесо делови од тоа што го ма кажа на Бојко Борисов, меѓутоа премолчуваат еден клучен детал, кај што Бојко Борисов вели: многу сум растревожен од тоа што е отворено прашањето на Пиринците, односно на Омо Илинден, и дека македонското во наводници, он како што вели, малцинство во Бугарија. И ако бугарите 60 години развива теза дека Србијата е направиле македонската нација, а кога им кажете па Тито не е србин, туку е пола хрват, пола словенец, или тоа не им се вклопува во таа мантра што ја прават, тогаш како некој во Бугарија може да направи македонско малцинство? Ако еве овде вештачки не направил Тито, Коминтерната, Србите, Новаковичи, кои ли се уште нели кои ги слушате во Бугарија. Како некој може во нивната Бугарија да направи македонско малцинство? Па видите, тоа е проблемот. Не, така е. Па земете да речеме првите вооружен отпор за време на Втора светска војна на овие простори се во Пиринска Македонија. Македонците креваат први се појавуваат со вооружен отпор. Царов, Парапунов. Точно е, да не ги спомнуваме сега тие. Да не кажуваме сите. Видите во секој случај да речеме, значи можете вие физички да го ликвидирате некого и тој да не постои. Меѓутоа не можете умствено и психолошки да не го превртите.
И вие можете дали во Пиринска, дали не дека на друго место може да го ликвидирате некого. Но на психолошки план, на умствен, не може да го ликвидирате. Е израз на немоки. Точно, и тоа е така. Агресијата и ликвидацијата, ко не можете со аргументи да му докажете. Видите еден случај да ви кажам, тогаш го ликвидирате. За ликвидацијата. Вие сигурно вие сте слушнале тамам работа за Васил Антевски Дрен. Сум слушнал, да. Тоа е Има и средно училиште. Средно училиште, железничка станица има. Тоа е една личност од едно село Велешко Морани. Јас сум бил, дури ја барав и неговата куќа каде. Чекреновски, пред публиката да кажам. Вие веројатно имате најбогатата документација историографска во Република Македонија. Значи, вие сте и разговарале, и документи ви имаат низ раце поминато. И то многу малку се знае во македонската јавност. Јас кога размислов кого за 11 октомври да го интервјуирам, освен што сме пријатели нели 20 години, ја знаев дека вие не сте енциклопедија, туку вие сте ја создавале енциклопедијата со документите и архивата што имате. Јас имав таа, да речеме, прилика кога се вработи во Институтот за национална историја, се вработи во едно тогаш така наречено мемуарско оделение, потоа беше мислам непотребно укинато, затоа што има документи кои поминале низ раце. Има сите ја имав задача да речеме да ги снимам учесниците во Втората светска војна во Вардарска Македонија. Апсолутно. Тоа све има поминато преку вас. Во многу куќи на борците од тоа време што беа на високи функции сум влегол. Последно моје влегување беше кај Крсте Црвенковски. Тој беше починат кај неговата сопруга, да земам документацијата од Крсте Црвенковски. Значи, јас имав можност да, кога ќе го завршиме снимањето со тие борците, кога ќе го затвориме магнетофонот, бејќи тоа се снимаше на магнетофонска лента. Се документира, па тоа се отчукуваше на машина, тоа време така беше, немаше компјутери, и авторот на што ја дава изјавата мора да го авторизира, да авторизира секоја страница на текстот што го кажува. Така да, после тоа, многу работи сум слушал. Да речеме, јас ги имам и запишано. Вие ми го кажавте тоа, јас тоа го имам употребено, меѓутоа немам цитирано кој го има кажано. А тоа е паролата "Додиме на Солун". Да, така е. Јас бев кираџен или кај вас, таму ми беше продукцијата. Да, сега сум нели на друго место. И таму сме имале сати и сати разговори, видите. Темпо во Битола, точно е тоа. Од еден балкон, излегува и ја дава паролата "Да одиме на Солун". Така е. Темпо нели го сметаме дека е дојден тука да ја уништи Македонија, да ја направи Србија и така натаму и така натаму. Видите, знаете како луѓето, историчарот не може да биде доктор, нема емоции. Вие сте ко хирург. Точно така. Ама не може да биде доктор, не може да биде правник, не може да биде економист, не може да биде бербер, не може да биде, не знам, ама берберот, докторот, исто не може да биде историчар. Може да биде историчар. Сите се занимаваат со историја. Историчар може, селектор на фудбалска репрезентација може, нели? Сите се разбира се во историја, кои слушате овие небулози што ја кажуваат наши. Тоа е интересно, ќе го повторам мака за јавноста. Значи, Битола е ослободена на 3 ноември. 44-та година, да. 3 ноември и тамо Темпо добро ја познаваше состојбата во Македонија. Тој постојано беше во егејскиот дел, тамо во Фуштани кога се формираше втората бригада, он е тамо присутен. Значи ги знае стремежите. Он ги знае состојбите извонредно во Македонија. Зевте ги писмата што он ги праќа до Централниот комитет, до Тито, врховниот тогаш командант, се зборува позитивно за Македонија, за дека тамо има македонски живољ, па не знам ги пречекуваат вака дека така. И он вели да одиме на Солун. Точно, кога се ослободува Битола, тој држи говор во веројатно на не широк сокак. Балконот така не личи. Куќите се доле дуќани, горе има балкони, на еден од балконите он ја фрла тезата, односно паролата на Солун. Да се оди. Да се оди на Солун, да. Може би затоа после Темпо го снема од политичката сцена во тогашна Југославија. 53-та, 54-та, која тамо го елиминираат полека. Го елиминираат, ама тоа бил прек, бил нервозен, бил брз, веројатно бил стратешки на погрешно. Веројатно е тоа. Од каде би знаеле партизаните, да речеме, кога во јануари
се случуваат оние 45-та година веќе во јануари, кога протестира ова бригадата и артилериската бригада пред официрскиот дом во Скопје. Тој Божик, нели? Да, на Божик, што некои го кажуваат као крвав Божик. Малку посилење, тој немаше во Скопската касарна ги прима Михајло Апостолски. Таму немаше убиство, да не се лажеме, тоа мене 10 души, ако не и повеќе ми го потврдиле тоа. Има двајца кои што се каменувани во Штип. Тоа апсолутно тоа не е точно. Каде тие сега, тие партизани ќе знаат за Срем или ќе знаат, па не знам, па уште понатаму тамо вамо, тие слушнале тоа, го слушнале ова за на од темпо. Значи од темпо. Да, например, со Јово Капиџич имам разговарано, кој беше нели тој човекот што го има направено Голјоток, односно бил управител на Голјоток, а беше помошник министар за внатрешни работи на поранешна Југославија, беше висок функционер ОЗН или така натаму. И тој вели дека граѓанската војна во Грција е отворена на инсистирање на темпо и на инсистирање на Лазо Колишевски. Дури дел од историчарите кои го напаѓа Лазо Колишевски по проучувањето на архивите, на граѓите и така натаму, навега дека кај Лазо Колишевски, ако е трнеме идеологијата, која е комунистичка дефинитивно ги биваше кози и така натаму, има драматичен патриотизам. Тој Добрица Чосич ми го има каже дека Лазо Колишевски вика до крај се бореше за автокефалност на Македонската православна црква. Така, точно. Еве, ќе ви кажам еден пример. Јас со Лазо Колишевски не сум се сретнал. Со неговиот брат Трајко Колишевски сум комуницирал многу пати. Тој беше меракли и возеше мотор. Трајко, брат на Лазо. Како Зоран Заев. Ама тоа време моторот беше современ BMW мотор со два цилиндра. А и мојот војко имаше таков и тие беа пријатели и затоа и ја го знаев Трајко. Трајко многу ми зборуваше мене за Лазо. За Лазо, ја за Лазо имам позитивна мисла. Сега ја формираше Чекареновски. Лазо беше иницијатор за возобновување на македонска Точно, тоа сакав да го кажам сега. Него го оптужуваат козите. Па зар некој видел слика, да види некој слика како изгледаше водно, да речеме 45-та, голо. Значи да се нема дрвце во. Затоа беше направен и оној од водно надоле, она како се вика со камења вака како денеска да речеме кога ќе завртите работата, па сите фабрики ги продадоа, козите останаа. А се збори за козите, ама не се збори за железара. Не се збори за овие по 1 евро. Лазо Колишевски е еден од мислам дека и он најзаслужен за формирањето на МПЦ. Македонска црква. Да, Македонската православна црква. Лете и Академија на науки и уметности. Прв председател го става Михајло Апостолски. Не, прв председател е Блаже Коневски. Обратно се Блаже Коневски па Михајло Апостолски. Блаже Коневски е првиот председател на Затоа е ударот на Каракачанов. Гледате, тоа што претходно го збореа и наши политичари, и наши историчари, од, ајде да не спомнувам историчани или тие се веќе возрастни, Антонио Милошевски од политичарите, пред еден месец кажа Каракачанов, дека тројца незавршени бугарски студенти го кодифицира македонскиот јазик. А тој што кодифицира Блаже Коневски, велите, нели е прв председател на Академија на науки. Вториот е Михајло Апостолски. Јас се уште не сум сигурен, мислам дека Михајло беше, не е важно, но Михајло Апостолски, генералот Михајло Апостолски е кум на Лазо или еден од двата кума на Лазо Колишевски. Да, точно е тоа. Дури церемонијата на кумството, да речеме на венчавката на Лазо Колишевски се извршува во црква Свети Спас горе, кај ше гробот на Гоце. Комунисти се црква не сака, не ода у црква. Комунистите ја изфорсира таа. Сите сме ние крстени у црква. Ама не, тоа апсолутно, па видите, првата насока. Значи Лазо Колишевски е венчан во црквата Свети Спас. Свети Спас, да. Кај што е Гоце Делчев. Да, у Свети Спас. Има и по новините го има. Свртете Нова Македонија од тоа време, ќе го видите. Со сопругата. Михајло Апостолски, да, сестрата на Киро Глигоров. Да, сестрата на Киро Глигоров е сопруга на. За мене и Апостолски е сериозно значајна личност. Тодор Атанасовски генералот вели дека таа епопеја на февруарскиот поход се изучува на многу академии. Многу академии. Тој станува генерал 1943
трета година во Фуштани ја разбира. Значи во Егејска Македонија. Во Егејска Македонија, или о единиците 43 година од Западна Македонија, кај што е базата, после онаа немила случка, оној несреќен случај на со убиството на Кочо Рацин, што е апсолутно несреќен. Сум разговарал и со убиецот, Со сите имате разговарано? имам разговарано, и со оние другите што беа тамо. Тоа е тотално несреќен случај. Кочо Рацин малку беше наглув, и овој договорот бил да базата кај што е печатницата, кај што е Кочо Рацин, да се повлече, затоа што е базата е откриена, поминал некој овчар албанец, тогаш нели ги вика шиптари, го поминува и ја откриваат базата и раководството мора да се крене од тука, и од тука после они тргаат за црвена вода доле и бегаат, одат на кај Карома тамо и се формира втората бригада. Кога Апостолски доаѓа со единиците у Егејска Македонија, командантот, тогашен заменик командант на втората македонска бригада Лазо Калајџиски, кога доаѓа Апостолски, тој им во строеви корак со она униформа која што имале партизаните, му рапортира на командантот на главниот штаб и му вика: друже генерале, единицата е построена за смотра. Тоа во Егејска Македонија. И овој му вели, тоа го имам запишано. Вика: вика, друже Лазо, за Калајџиски, тој од Неготина вика: јас не сум генерал. Темпо се умешува во разговорот. Тоа е тачно што ти каже друг Лазо. Оно што сам ја послал овој другу Титу, вика, стигло е по депеша. Значи тога станува. Значи 43-та година Апостолски станува за генерал. Мислам дека тоа е една видна личност во македонската историја. Останува на приказа за Васил Антовски Дрен. Не ја кажавме, не избега разговорот. А многу интересна приказна, од вас сум ја слушал неколку пати. Па еве што се случува, тоа е уапсен 1942 година. Од Скопскиот затвор е однесен во Софија и тамо се суди Васил Антовски Дрен на судскиот процес. Тој кажува дека ќе се брани на македонски јазик, бидејќи не го познаа бугарскиот. Судијата му вика дека такав език няма, тоа е западно българско наречие, и овој повторно интервенира и кажува дека не го познавам бугарскиот јазик, ќе се бранам, и судијата не му дозволува, и тој тогаш се брани на француски јазик, затоа што пред во кралството Југославија престојува во Париз и го знае францускиот јазик. И мислам дека можеби тоа е една од главните причини што тој беше осуден на смрт и обесен во Софија. Значи, истата приказна ко денес што е западно-българско наречие. Да, така стојат и во документите, така стои тоа. Западно-бугарско наречие. Затоа е ударот на Коневски. Главниот удар е на Коневски, сега е главниот удар на Коневски. Да. Стојан Киселиновски, кој прв ја дава таа теза, дека е џуџето од Небрегова, Антонио Милошевски книга, сега не може се најде таа книга, Азбукин или така се нарекува, кај што џуџето од Небрегова го има кажано. Тоа е ударот, за да се докаже дека не е македонски, туку е западно-български език или наречи. Така ги не, значи Васил Антевски Дрен. Да, тоа е карактеристично за Васил Антевски Дрен. Ама затоа сега тој има, тој да кажеше се ама мене ме обманиха шумкарите или комунистите, затоа што тој беше во одредот. Ке беше жив. Ке беше жив, ама ќе немаше економско училиште Васил Антевски Дрен во Скопје, улици, немаше да има желеничка станица Васил Антевски Дрен, има сега желеничка станица. Затоа историјата ги дели луѓето на една или на друга страна. Затоа ја и на почетокот реков дека историчарите ќе ги стават политичарите на она скалило на кое не тие сакаат, него на кое што заслужуваат. Тука да бидат сигурни дека така ќе биде. Чекаремски, видите, има еден детал кој е многу опасен во бугарската филозофија, бугарската политика. А тоа они дека развиваат теза дека во Идризово и по македонските затвори, а посебно нели на Голиоток, се убиени многу луѓе и многу во наводници македонски патриоти кои имале пробугарски чувства. Тоа значи дека они сакаат нас да не представат кој еден геноциден народ, кој ја краде нивната историја, нели? А ги убива сите кои се спротивстават на таа историја и се на линијата дека македонците и бугари се исти народ. Истото го има и у Тиранската платформа, кај што не прогласот исто дека сме некаде од 13-та година до 56-та година, дека сме геноциден народ, ние и србите, бидејќи ги уништуваме албанците. И се пред 2 дена во Софија разговарат Бојко Борисов и Буер Османи. Сега Буер Османи кој произлегува од партија која се бори, кој ги пише до тамо 7-8 комунике, кај што вели да ги избркаме словените од нашите вечни албански огништа,
Сега тој треба да го брани македонскиот идентитет, бидејќи предмет на преговори со бугарите македонскиот идентитет, тоа е есенцијата. Не Гоце Делчев, Даме Груев, Пито Гули, туку есенцијата е македонскиот идентитет. И овие две фашистички творби, балистите на една страна и бугарите на друга страна, кои се дел на фашистичкиот окупатор, сега треба да одлучуваат за македонската судбина. Видите, тоа е еден абсурд кај што историјата ги наградува фашистите, а де факто треба да ги разнебити тие што биле на вистинската страна, тоа се македонските патриотани, македонска држава. Видите, ја имам впечат, него сум длабоко убеден дека многу факти се искривуваат. Еве околу ова сега што велите дека се ликвидирани, не знам колку, ја тоа го имам прочитано дека 20.000 биле ликвидирани, па не знам 100.000 биле семејства вкупно, значи малтретирани, не знам, прогонувани и така. Тоа е сериозна бројка која што не одговара на реалноста. Еве само овој податок, ако ви го кажам, ќе видите дека тоа не е реално. Македонија по ослободувањето е не дека околу 950.000 до милион. Милион да заокружиме. Толку е. А, да речеме, во таа бројка има околу 140 до 150 не повеќе интелектуалци. Значи 140 до 150. До 150 интелектуалци. За жртвите, јас сме разговарале и јас и Чепарганов и со Евтим Гашев. Значи на милион луѓе, они смета дека 20.000? Не, дека 20.000 се убиени. Не, па тоа е сериозна и страшна значи, бројка. 10% е 100.000, значи ова е не дека околу 20.000, 1% би дошло околу 10.000, значи околу 2%. Видите, само би се надоврзал на ова, значи македонските комунисти и патриоти се многу чисти од 41 до 44 кога се формира. Не обвинува дека 2% од бугарите у Македонија сме убиле и дека сме геноциден народ. Видите, ма не се извинувам, видите, Чекареновски се извинувам, видите, тоа е клучно. Они на крај нас ке обвина дека ние сме ги експортирале евреите од Македонија. Бидејќи они не ги експортирале, нели? Они се љутат на трето полувреме и на сите тие работи, ќе испадне дека македонците кои биле окупирани во таа граѓанска војна ги предали, ги експортирале евреите. Видите кој еден историски абсурд, една карма каша, еден гулаш добро да не испадне алузија на маđarска Никола Груевски, една карма каша направена. Не е можно. Видите, не е тоа возможно. Властите тогаш, видите, тогаш се правеше држава. А државата, знаете која изведе револуцијата? Еве ќе ви кажам, значи многу мал број од интелигенцијата. Многу малку. И тие што беа интелигенција, тие и загина, како Кузман. Ако Гоце Делчев беше идеологот на Илинденското восстание, така ја го тврдам, Кузман беше моторната сила на... Дури има некоја информација дека говорот негов на Преспанско советување, оригиналниот, дека не постои у македонските архиви. Се распрашав пред половина година, беше ова пандемија, нели со корона, па не може да оди да се провери да се види. Добив информација дека постоел, меѓутоа не ми пратеа да го видам. Има информација дека он е историски говор на Кузман на Преспанско вамо, дека е исчезна, дека го нема. Па сега дали не може да исчезне. Оригинално. Не може да исчезне. Ја да речеме ја гледав и жалбата на Лазо Колишевски, тој е нели уапсен. Жалбата која упатува до бугарскиот. До бугарскиот, да. Тој имаше малку среќа, него нели го апсија у Охрид, значи во уочи да речеме на 11 октомври. Него го спасува и фактички неговата женска која покасно му стана жена Лиљана Чаловска. Таа е битолчанка. Да, татко е и мучен. Имаше приказна дека Павел Шатев го спасува, дека... Не, јас сум го тоа проверувал, нема тука... Нема лаги, нема лаги, значи, таткото на Лиљана Чаловска е имучен битолченец, кој, знаете, кога доваѓаат бугарите овдека, тие нека да се вида со берберинот, или со, не знам, оној што продава, не знам, тамо вамо, тие сака со видни луѓе да се... Подобро, кога дојде Каракачанов, Ради Точев сега, или Андреј Ковачев, тие сакат со Орце Камчев да се видат, не сакат со некој тамо од Чуторизери. И со бугарскиот владика во ова ја врши работа со цар Борис и он... Јас ја гледав и молбата на Колишевски. Дури ја видов, ја гледав молбата. Кога повтор пат влегов во архивот, сакав да... А тој тогаш беше Колишевски под страшен удар, тоа беше во
Периодот кој е трнатна страна. Кој е трнат современиево, значи кога се Македонија осамостои. Значи кога Киро доаѓа на чело на председателна република. Ја реков да го видам потписот тогашниот, сакав да го споредам со оригиналот. Со оригиналот, значи тој дали он потпишал или се потпишале неговите адвокати, меѓутоа беа тие тргнати документи, ама тие постојат тие документи. Добро, господин Чекиреновски. Од 41 до 44 година. Очигледно дека Македонија некој ја владае. Според мене ја владеат фашистите, е поделена до 43 година помеѓу фашистичка Италија, западниот дел, и фашистичка Бугарија, источниот дел. За наша несреќа многу повеќе, за наша несреќа од една историска гледна точка, многу повеќе војни има во западниот дел против Италија, подоцна и против Галиција, толку уште има во источниот дел. И тоа бугарите го користат, еве во источниот дел нема војни. Затоа е ова, ајде да речеме, не е окупација, тука е идеолошка војна, некој идеолошки конфликт. Кој владе од 41 до 44 година во Македонија? Па добро, видите, прво сакам да кажам ова, значи бидејќи тоа е многу, сигурно тоа е многу клучно. Клучно. Дали бугарите донеле бугари од Софија, од Пловдив, од Пазарџик, или се потпреле на стари ВМРО-вци овде, бидејќи нели се вела дедото на Ганка Самилова било овде, дедото на Жерновски и така натаму и така натаму. Кој владее во Македонија? Во источниот дел, еве да речем. Значи само сакам ова кусо да го кажам. Со оној Виенски договор што го вие спомнавте и ја што кажав дека од 19 до 23 април 41 година се прави демаркационата линија, кој дел ќе го земе Италија, кој ќе го земе Бугарија. Тој е Групчин Подмолје, така? Да, од Групчин натаму. Тогашниот министер... Она куќа што гледаме, кодиме према Тетово, после наплатата рампа од десна страна, тоа е каурулата, која сушто значи од едната страна е бугарската, другата страна е... Групчин беше границата. Границата, тоа е границата. И сега таа територијална подела, значи Тетово води под италијанска окупација, а треба да се знае тоа дека италијаните имаа војната власт, албанците имаат цивилната власт. Балистите, значи. Да, албанската држава, албанците ја имаа. Меѓутоа, значи Тетово... Што подразбирате под цивилна? Цивилна мислите ова да речеме... Цивилна управа, да речеме градоначалник некој... Издавање документи и така натаму. А војната е италијанска, значи. Значи војната управа ја држа италијанците и тие бе малку полабави отколку бугарите. Тие малку дај им гитарата. Како филмот за Кефалонија што е. Да, значи Тетово, Гостива, со Николас Кейдж, Дебар, Кичево. Значи, внимавајте. Кичево. И Струга потпадна под италијанска окупација и до едно 5 километра од Охридското езеро према Струга. Подмолје. Па не знам, Сатеска, мислам, тука е реката. Така, Подмолје, нели? Групчин Подмолје, така го нарекува. И линијата идеше и го цепеше Охридското езеро пред она село Пештани. Значи до тамо. До тамо. И Пештани беше под италијанска окупација. Значи Пештани под италијанска окупација. Во почетокот беше. Свети Наум нормално. Тој веќе Свети Наум е многу далеку од Охрид, доле према Албанија. Меѓутоа, што е интересно, овој министерот, ја не знам дали го спомнав, за надворешни работи Попов на Бугарија, тој постојано одеше Берлин да разговара со фон Рибентроп, министерот за надворешни работи на Германија, па ќе се врати, ќе му реферира на Филов, министеров, премиерот на Бугарија, и на цар Борис ќе му реферира, потоа ќе отиде со гроф Отјано ќе разговара, и така оние зема оваа територија, после со постојани преговори со Италија и Пештани го земаат бугарите. Дури Пештани, мислам дека беше тој генерал Бојдев и Пештани некако беше као, знаете како е таа работа. Добро. 41-44, јас така сум малку упорен и кога ќе поставам прашање, сакам да го добијам одговорот. Од 41 до 44 година. Што прават овие стари ВМРО-вци? Нели си постои историско ВМРО? Август месец 44 година доаѓа Панчо Михајлов и се среќава со одредени личности овде. Да провери дали може да се формира независна македонска држава. Видите што се случува. Што прават тие ВМРО-вци? Те се борат против бугарската окупација или навистина прифаќаат бугарска окупација? Бидејќи знаете како вели Каракачанов, во Ваташа луѓето се убиени од македонци, македонските деца се убиени од македонски војници. И тоа ни го протнува и ние не реагираме на тоа, нашата историографија не реагира на тоа.
И тие можат после 10 пати тоа што ќе окажат, таа лага што ќе повторат, таа лага да стане вистина. Затоа е многу битно да ги демонтираме сите овие бугарски тези што се присутни. Видите што се случува, значи кога доаѓаат бугарите, тие претходно се формира еден бугарски централен акционен комитет. Тој бугарски централен акционен комитет пред да дојдат бугарите доаѓа овдека. И они настојуваат да направат подлога, значи здрава подлога, да речам, за да ги пречекат бугарите. Тука се јавува и една посебна група од чкатровци, ѓузеловци, Светиеви, мислам дека беа од Битола, Тренчеви, потоа вамо овие, како се вика овој... Китанчеви, предпоставувам. Како? Китанчеви. Да. Сега, овој еден албански го имаш од Битола, вамо од Охрид овој, како се вика презимето, Коцареви. Кои денес се на пробугарски позиции? Па добро, сега, тие луѓе кога дојдоа бугарите пројавија незадоволство кон бугарските власти, зашто тие не беа инкорпорирани во државниот систем. Нивните дојдоа во наводници. Да. И не беа точно пак така. тие не беа власт, беше И власт. тие почнува да се организираат, и чкатровци, и ѓузеловци, и така натаму, сите овие вака што ви Против кого да се организираат? Па се организираат, не беа задоволни од бугарската власт, затоа што они автохтоново население, значи бугарско, нивно. Добро. Да. Тие не беа инкорпорирани во системот на власта. Значи Чеканевски, овие не само што против македонците се бореле, туку не верувале ни во бугарите во Македонија. Не верува. И самите бугари не верува. Што значи и на овие. потврдувате, ако вие дојдите и донесите ваша власт, ваша структура со која владеете, тоа е окупација. Да. Тоа е окупација. Сега Окупација ли е за вас? Видите се, тоа нормално е како. Значи Бугарија окупира Македонија 41. Па видите се, ја на почетокот спомнав дека они окупираат. Прво се тие врз база на Виенскиот договор. Да. Прво се значи окупатори, па се фашисти. Бидејќи тоа е фашистичка творба. Тоа е точно. Видите сега, фашизмот е во Италија. Добро. А нацизмот е во Германија. Добро, значи они се линија на Германија. Да, значи линија на бугарски нацизам би можеле да дефинираме. Па, зашто тие и соработуваат. Сега овие што беа што ги наведов Чкатрови, Ѓузелови, Китичеви, од нивните фамилии така натаму стана кога комунистите ја земаа власт, кога се формира државата, кога се формира, значи после 2 август, тие после беа на удар на системот комунистички, да речеме тоа време. Тоа могу замерати на Ченто, средба со Танчев, средба со Ѓузелов и Чкатров што има. Тоа могу замерат на Ченто 44 година и во дел на списите што јас сум можел да видам, значи една од забелешките на Ченто е токму во тој правец. Сигурно е дека и тоа така. Знаете, колку е погрешна тезата, се извинувам, колку е погрешна тезата дека бугарите се ослободители и сме ги дочекале како ослободители, дека ова де факто било граѓанска војна, толку по мене опасна теза дека Ченто е персонификација на Втората светска војна. Бидејќи не е персонификација на Втората светска војна. Одат партизаните го молат и комунистите го молат точно. Да излези. Не е он доброволец, туку он е молен. Да. Он е молен. И на македонските партизани им требаше Ченто. Ченто беше чаршиски човек, познат. И знаете кога ќе отиде некој во партизани. Чаршија. Тоа чаршија. Учител, попичар, баџет, тоа секој го сака. Влијателен човек во Прилепската чаршија. Него јас сакав малку да спомнам околу ова, значи бидејќи се извинувам. Старите ВМРО-вци ги прифаќаат бугарите го ослободители, затоа во Источна Македонија немаме конфликт. Тоа е едно прашање што не е одговорено и второто е за Ваташа. Дали навистина македонец открива Паланка, ги убива македонците у Ваташа? Па видите, во станието се расшири и во факт е дека во Западна Македонија повеќе. Да. Ама тоа беше како резултат на тоа што партизанските единици, значи и војното и политичкото раководство на движењето на отпорот, да речеме, беше точно во Западна Македонија. Инаку и таму се развиваше, се формира народно-освободителни одбори, се формира и партизански одреди во Штипско и така натаму. Не е тоа да немало. Старите ВМРО-вци ја преспиват Втора светска војна? Па сега може да се каже дека нели ја преспиват Втора светска? Да, може да се каже дека ја преспиваат. И затоа
се тие најголеми негатори на 11 октомври. Ма не може да Ама негира, не се негира. чекај, Реновски, видите, значи, тоа што го правеа комунистите во однос на ВМРО 60 години, и што беше грешка, и на некој начин може би е направена една историска сатисфакција кон нив со признавање на 23 октомври, иако јас не сум сигурен дека треба 23 октомври баш да се слави така како што се слави, не е важно, значи ќе ми посебна емисија за тоа. Сега овие што се од ВМРО, од десната идеологија, ја прават уште поголемата грешка, негират све оно што имат комунистите направено од 41 година наваму. Така се заломи, така се погоди историски комунистите да ја направат државата, а да не ја направи ВМРО. Сплет на историски околности. Да, точно така е. Сакам да дополнам едно кога ги спомнам овие група Чкатров, Ѓузелов. Тие беа незадоволни. Тие дури бара начин Куртев, и имаше еден Куртев. Значи тој беше значајна личност во таа групата. Тие дури отидоа и до Ванчо Михајлов во Загреб. Како делегација. Како делегација да побараат помош од Ванчо Михајлов. Ванчо Михајлов беше сместен во него Анте Павелич му даде вила непосредно до неговата вила. Комши. Многу комши, дури му даде, мислам дека двајца усташи му даде чувари, значи како обезбедување му даде возило. Тие двајцата има и Ванчо Михајлов и неговата жена дури добија и пасоши со лажни имиња. На НДХ, на независна држава. Да, добија они и пасоши со лажни имиња и двајцата, дури ја ги знам, ја ги имам и запишано и Ги имате имињата? Пасошите ги имат? Па бројот на пасошот сега одека не сум го запишал, ама да речеме само момент да видам баш. И вие ко Зоран Заевска кистајте на модерно е сега. Не е модерно. Да се биде сериозен, начури да се стане. Не за сериозно. Шала. Да, знам дека е шала. Еве да речеме Ванчо Михајлов, ја го запишав овдека за да не Иван Гаврилов Атанасов. Значи пасошот му издаден по Иван Гаврилов Атанасов, а на неговата жена Марија Иванова Атанасова. И ги имам и бројот на пасошите што му се издадени на Ванчо Михајлов, и он доаѓа после овдека, пробуваат германците да го вратат овдека. Значи германците да обезбеди таа Вардарска Моравска. Да, бидејќи Бугарија капитулира, ама кога дојде Ванчо Михајлов есента тамо 44 година, виде дека комунистите веќе се имаат зафатено и он немаше што да бара и замина. Бидејќи сте разговарале со братот на Лазо Кулишевски, имате нешто разговарано на тема Гоце Делчев и како Гоце Делчев донесен во Македонија? Не, за тоа не сум разговарал. Тоа е многу битно. Тоа е многу битно. Па можеби. Знаете, гледам сега цитира таму изјави на внуката на Гоце Делчев, малце разочаран во интервју со неа што имав пред 7-8 години, која прашав како се чувствувате македонка или бугарка, таа рече егеика. Бидејќи е по потекло од егејска Македонија. И тоа така ми остаи некој горчлив печаток. Имате нешто од тие луѓе што го носеле Гоце Делчев, што биле тогаш комунистички власт? Таа проблематика од Илинденскиот и по Илинденскиот период работеше еден наш колега, еден исто така професор, доктор Симо Младеновски. Ние работеме период, ја работев Вардарска Македонија. Значи вие тоа го немате истражувано? Го немам, Симо, мислам дека доволно, зашто тој напиша за Баба Лика Чопови, напиша и книга, и он има сознание околу оваа работа. Вие, господин Чекареновски, развивате теза дека ова треба да биде четврта или петта, дека Македонија ќе заврши со петта Македонска република, по примерот на Франција, нели? Прва, втора Француска република на Дегол и сегашната петта Француска република. Вие велите сега сме трета или четврта фаза? Четврта сме сега. Четврта Македонска република. И дека ќе завршиме со петта Македонска република, тоа малце ми делува катастрофично, морам да признам. Дури нелагодно се чувствувам кога ги слушам тие проценки и прогнози, но добро е да се слушне историчар, бидејќи тој што не ја знае историјата, не ја знае ни иднината. Видите, ние историчарите ги следиме историските процеси. Македонија прв пат доби држава, значи почна на 11 октомври и за 4 години тие македонски комунисти и патриоти го донесоа македонскиот народ на Прохорчински. Се конституира државата тука. Јазикот, МАНУ се формираше, МПЦ се формираше, дали некој ја признава, МПЦ мене баш ми е гајле, тоа е црковно прашање. Но е формирано. Но е формирано и ја кога одам у црквата, речеме го слушам попот како ми пее, пример. Значи тоа не ме, значи со сите атрибути на држава, министерства, иако тогаш не само Македонија, сите федерални единки одредени своји ингеренции ги пренесоа на нивото на федерацијата.
Вие сигурно знаете дека во републиките немаше Министерство за надворешни работи, него имаше секретаријати за односи со странство. Да, така се нарекуваше Така се секретаријат за односи со нарекува, странство, да, така се нарекува и некои ингеренции беа пренесени на сојузните органи. Така да тоа е првата Македонија. првата Македонија која што Трае до 91. трае до 91, потоа е независна, значи втората е Тоа е втората. независна република Македонија која траеше до 2001 година. Со војната што изби во 2001 година се формира, ја нарекувам сега како историчарите, сега тоа е да не речам работен наслов, Па и вие сте историчар. Како? И вие сте историчар. Да, добро, и тоа е така. Тоа е ова рамковна Македонија. Тоа е третата. Третата. Тоа е рамковна Македонија. Ја тврдев пред да се случи потпишувањето во Нивице, дека ние ќе имаме четврта. Само под маса, ја не знаеме која ќе биде, дали горна, долна, северна, централна. Дека Нивица е четвртата македонска. Четвртата е Нивица, зашто и погледнете и уставите вие. Уставот ја карактеризира државата која Да, преку уставни промени се преку дефинира. уставот се карактеризира дали. И ние Суштината. сега имаме четврта република. И ја смете дека петта ќе имаме. Па сега ја како што тргнале работиве, Се извинувам. не знам дали ќе имаме ще крена пета ски. или Ако првата е направена врз база на победа, втората ако е направена врз база на победа, тоа е 8 септември 1991 година, третата рамковна Македонија е направена врз база на пораз, четвртата Македонија или таа од Нивица е направена врз база на пораз, така да ве разберам, а петтата, ако третата и четвртата се врз база на пораз, петтата ќе биде исто веројатно врз база на пораз направена. Па сигурно, ако Значи, са, се така ли движат да- работите вака. Вие сметате дека третата, таа рамковна Македонија е врз база на наш пораз во 2001 година? Па ја мислам дека е тоа. Ние војната имаше ограничен локален карактер. Увезена на вистина беше од Косово, но не успеавме да ги поразиме. Да, и странски држави замешани тука. Ние не успеаме и фактички они не донесоа да Не седнаа на не преговарачка. седна на преговарачка маса и го добиме тоа што На крајот на криштото што имаме денес. Али Ахмети секојаш го слави денот на потпишување на договорот во Охрид. Ова година го изолира, ниеден албански партнер не му дојде, не е битно, но го слави. Да. Ниеден македонски политичар не го слави тој ден. Само по себе тоа значи дека ние се чувствуваме, ако не поразени, тогаш губитници со тој рамковен договор, дека Па нешто не знам кај ќе оди сега. Веројатно имам- треба да имаат здрав разум политичарите. И сега имаме ова што е Нивица, Македонија. Тогаш петтата Македонија. Некоја лабава конфедерација, некоја кантонизација. Значи групчин подмолје. Виенскиот договор. И исто е сега. Значи тоа ќе биде петтата, така? Па сега ќе видиме, не можеме само да предпоставиме. Значи, Ова е истата, може да замислите. Ако 2000 ако Германија, се извинувам, доминира со Европската унија, така? И реализира дел од вековната германска амбиција и стремеж, така? Тогаш и ова Македонија ќе биде дел на таа Европска унија, но врз база на тој Виенски договор што е потпишен, таа поделба што е направена 41 така јас можам да ве разберам. Видите, тоа е точно. Ова почна 2004 година. Значи, не знам, премиер беше Бучковски или со последната територијална Хари Костов е премиер, Бранко Цренковски е председател. Не, Бучковски кога го со хеликоптерот. Не, Бучковски е тогаш министер за одбрана. За одбрана, да. Да, министер за одбрана е. Така е. Тогаш се направи последната територијална промена во 2004 година. Кичево, Струга. Значи, кон Струга се припојува оние две села што се поголеми одма кога одите према Дебар, како ги вика тие, пред Ташмаруниште на Амово. Ги припојува тие села и Струга стана множество со албанско. Тоа се оние големи села. Да, големи Велгошти, така, не Велгошти, туку сега во моментов не можам да се сетам. Ама тие две села. Имаше многу заразени од корона и од ковид. Па може, таму стално нешто бркат. Тоа се по 15.000 борделите, ова, тоа. Да, тоа се по 15.000, 10-15.000 жители. Така се менува етничката структура. Така, тогаш 2004 година, значи овие две села се припојува и мнозинско население, иако и ден денеска е во Струга македонското, меѓутоа има албанец. Не е тоа спорно ако тој се сака држава, што е проблемот, дали е албанец, дали е не знам, турчин, дали е влав или србин, тоа ја не го гледам како проблем. Кичево го оставива, значи за во рок од 5 години да се припојат, предходно имаше две општини, Зајас и Осломе.
Така е. И тие се многу големи општини, под 11.000 И се едно и се село, и припојуваат. тие после 5 години се припојува кон Кичево, иако Кичево сега, да речем, има 20, мислам околу 9.000. Лабуништа се вика. Лабуништа, така. Лабуништа да, се вика да. селото во Струшко, нели, да не останеме така, должни. Добро. Го знаеме, гледачите, во моментов. И така да и овие селава, и Осломе, и Зајас, тие се приклучија кон Кичево, и Кичево после 5 години стана, Значи, за да амортизираат, само сакам и ова да го кажам, зашто ја така го гледам. За да ја амортизираат, имаше незадоволство кај граѓанството. Да купат време. Да се амортизира таква да состојба со територијалната промена, американците веднаш не признаа подуставното им истата година. Па тоа беше И ние се израдуваме, во не знам. еден или два дена пред референдумот. Па важно не признаа одмah, да. после ова, како се вика, новата територијална поделба од 2004 Тоа беше година, и веднаш чарта, тоа после е. председателските избори, дали еден или два дена веднаш после председателските, тоа е ноември 94 година, или во Америка е законски определено кога се изборите, тоа е секој вторник, првата недела на ноември. Еден или два дена после, тоа е призната Република Македонија под уставно име од Вашингтон. И тоа е еден или два дена пред референдумот. И ние така едноставно го прифатиме тоа, Америка не признава. Значи, ако албанците го добијат тоа што го добија со Втората светска војна, сега е природно и бугарите да го сакат. И затоа е ова бугарска агресија визави или во однос на Република Македонија. Јас тоа така го дефинирам. Затоа тие не убедуваат дека не е окупација, туку е ослободување. Затоа не убедуваат дека тоа што било апостолски всушност водел граѓанска војна, а не водел војна за ослободување. Тоа што он бил во Егејска, дека бил бугарин, дека бил бугарин. Тоа што македонци од Егејска, Пиринска и Вардарска Македонија заедно се борат, тоа е идеолошки, тоа не е патриотски за ослободување или обединување на Македонија. На апостолски му фаќаат бугарите, мислам дека кога он е генерал штабен мајор во кралската Југославија, он е генерал штабен мајор и он е таму недека у Словенија на служба, и кога доаѓа Мислам дека е окупација. Марибор или Постојна, се не Така, некој од тие два града. точно. И сега кога доаѓа, значи кога навлегуваат германските војски, сега знаете како сите гледаат да се извлечат. Ја имам една мисла, значи подобро да имаш жив борец отколку мртов херој. Мртов херој е мртов херој. Херој е тој, апсолутно. Меѓутоа подобро да имаш жив борец отколку мртов херој. И апостолски веројатно, значи кога германци викаат што си ти, сите вика Македон Булгар само да се спасат. Тоа е така и било, тоа не може да се крие, но не значи дека тој бил како и денеска што бугарите тврдат дека имаме преку 100.000 бугари овдека врз основа на пасошите што ги издаваат бугарите. Јас сум единствен изгледа во Македонија кој што собира изјави од македонците кои што имаат бугарски пасоши. Да, знам дека собират и на нотар. И на нотар ги заверуваат, и тоа грото имам и од доктори. Вие бугарите ги матирате и ги шахирате со бугарски модели, бидејќи тие све собират. Тие и сметка у кафана ќе ја земате, ќе ја користат кој историски документ и вие всушност ги матирате бугарите на бугарски начин со собирање на све што е документација. Да, значи еве ќе ви отприлика ќе ви кажам што се тие изјавите. Значи од шофери многу имам јас, од шофери. Што работат во Западна Европа, нели возат? Шофери овие што возат камиони. Да. И сега тој за да аплицира, а Министерството за правда ја го дава државјанството во Бугарија, таму аплицираш за Министерството за правда. За правда. Преку Агенција за българите во чужбина, кај што криминал се најде. Во почетокот директно се аплицираше таму. Јас ги имам и формуларите и таму пише. Да речеме некој си Трајко бара, вика Трајко треба да напишеш по националност македонец. Ова е бугарин, ако напишеш македонец нема ти дадат. Од татко Трајан можеш да напишеш башта ти што е. Ако пишеш македонец немаш. Пасош, овој сака да изведи за да оди да вози со камион во Германија, во Холандија, по Европа и така натаму, или да купи, ја често у шега го кажа, да купи еден скапан Голф. Се сеќавате кој извади? Да, ги купува. Пасош и еден купи, имаше бугарски возила, Голф двојка, Голф тројка, некои скапаници. Така е. Тоа е. После кога државата наша малку го затвори тој вентил. Не еден стан во Кюстенил по 50 македонци се превоа. Да. И тоа е вака стои во изјавите. Вика јас да речеме оној Трајко, од татко Трајан по националност бугарин, од мајка Трајанка националност бугарка.
ја давам следнава изјава да послужи пред сегашниве и идни генерации дека кога ќе го вадам бугарскиот пасош, бугарите ќе ми побара да го сменам националното чувство. Со оваа изјава пред сегашниве, значи и идни генерации потврдувам дека сум ја македонец, а пасошот ми треба за доктор вика за специализација. Мислам дека тој и сега работи во Германија. И тие, значи, вие ги имате на нотар. Заверено си ги... Тој што аплицира за бугарски пасош, дава изјава и си ја заверува на нотар. И вие си ги имате во документација. И тие што разбира дека ја ги собирам тие документи и ќе ми дадат од тие, имам од Штипско, Прилеп, имам Струмичко. Добро, Чекановски, ова документација што имате. А имате книги, документи. Има некои пикантности за Втора светска војна, еве на крај на разговора сме. Има полно. Има ли нешто што можеме да кажеме? Бидејќи ние сме народ кој реално не си има проучено доволно добро историјата. И има отпор кон одредени периоди. Сега си има развиен отпор према Втора светска војна. Маргинализираме, а таа Втора светска војна всушност не овозможи да имаме своја држава. Да се разбие, нели како што почнавме она теза дека треба да има две словенски држави на Балканот. Има ли некои пикантерии кои е убаво да ги знае македонската публика? Полно е со такви, да речеме она последно, но да речеме јас со еден друг колега што го спомнав, тамо на почетокот е Миле Михајлов, ги собраме сеќавањето од Боро Чушкар. Еден активист, учесник во Втора светска војна, син му сега е жив, тој се вика Раде Чушкар, се занимава со цртање сега и тој во години. Тој е, да речеме, роден во затвор во Софија. Жена му беше затворена во Софија и тамо е роден. Кога ги земаме сеќавањата, ние и со него и работеме, да го насочиме, да не пропушти и така натаму. Да речеме, како интересен момент, и тоа време ми падна, и запишано е во неговите сеќавања, бугарите, кога се ослободува Скопје на 13 ноември, се водат престрелки. 44 година. Се водат престрелки во градот, кај учителска школа, тамо кај матка, албанците продираат и така натаму. Значи има пушкарање овдека, значи тие одат, не да речам слободно, ама имаат проблеми со пушкарањето, со престрелките. А бугарите тоа време се не дека кај рафинерија, денешнава рафинерија. Миладиновци, значи 25 километри. Од прилика тој реон. Значи Корачиново, што беа војната 2001 година. Они, значи, кога се ослободува Скопје, они се тамо. Да. По радиоврски, бидејќи функционирале тие работи, и тие бара дозвола да влезат во Скопје, апостолски им дозволува генералов. Командантот на бугарите. И тие доаѓаат тука и се сместуваат кај Монополо, кај што ги собра евреите. Кај Тутунски. Сега не знам што е тоа тамо, кај Тутунски, или можда не знам што е. Тамо мислам дека и Чифлиганец е направил на нова зграда. Може. Подосна... Наредниот ден кога се прави парада, значи Скопје ослободено, пред офицерскиот тогашен дом се наредиле сите врвни воени политички раководители пред офицерскиот дом, направени бини колку што можело тоа време да се направи, и се чека да македонски единици од кај железничка станица, значи по улица сега Македонија, значи учело е, нели, стара железничка станица. Од стара железничка единици треба да маршираат кон офицерски дом и да поминат пред војново и политичко раководство ослободителите. Парада, па тоа е. Меѓутоа, прв се наредил бугарскиот генерал Стојчев. Генерал Стојчев, така се викаше, да. И тој со коње само што не тргнал. Оттамо некои од овие што биле тамо да средуваат протокол да го речам, некој од партизаните зима конјот и со галоп по коцката тука кај што беше атентатот на Глигоро, па по коцката ја сече улица и доаѓа и го наоѓа Чушкар. Ој Боро. И му вика дека овие бугари вика само што не тргне. Како бе вика не тргне само? Зимање тие два коња, едниот го зима, ја имам. Интересно е тоа. Зима он и го зима и Ѓуро. И Ѓуро е Брајевич. Знаете сте. Да. Ѓуро Брајевич и зима со коњеве, двајцава галоп, пап, по коцката и овој само што не тргнал генералов Стојчев. И овој Чушкар, така и малку и да не речем сега Господ го створил енергичен, ама и кога се прави држава нема играње. Го фаќа генералов за вратот, овдека, тој бил некој ситен, како што он го опишува,
го фаќа за вратот и му се дере, што не се му кажува. Знаеш. Ево овде, ако сакате, можам и да го прочитам точно што кажува Боро Чушкар за... Тоа е стварно интересно да. Ајде. И вика вака. Рипнаме, вика, од коњот Ѓуро и јас. Му придовме на најстариот почин официр. Тоа е овој генералот, што ја кажувам дека е Стојче. Беше тоа командант на дивизијата и почин беше генерал мајор. Сув, слабичок, жолт, како лимун. Му придов и го запрашав, знае ли дека ова не е негова царска Бугарија? Знаеш ли ти, генерале, дека се наоѓаш во Југославија? Знаеш ли ти дека ние војуваме против вас 4 години да ви е мајката фашистичка? Знаеш ли ти проту една бугарска дека ако направите уште единствен чекор кон градот дека ќе наредам во вас да се пукаат сите оружје и орудија што ги има во градов? Се влечете како лешинари позади нас и јавуете преку радио како ја ослободувате Македонија. А тоа е точно. Значи, они уште не влегле во градот, они преку радиостаница кажуваат и бугарско радио Софија објавува дека бугарските единици ја ослободиле. Да. Тоа е она што идеолошката страна. И се уште малку, сосема уште малку. Значи бугарите сами од себе ослободија Македонија. Па да. Што ви дава, вика, право така огавно и подло да лажете и себе и светската јавност? Сместа во овој мен да наредите на војските да се вратат налево круги и сите да се вратите во касарните од каде дојдовте. Дали разбравте, генерале? Со нас нема шала, му рекол овој. Му реков нема веќе повеќе, а кога заврши видов дека се уште го држам за градите и го дрмам како детска играчка. Тој цело време трепереше како штиглица, но на крајот сепак одсежно и одлучно рече: јасно, другар. Генералов Стојчев. А аз не сум виновен, такво нараждение получих, овој му одговара. Значи добил од Софија. Од Софија добил. Тогаш ја повторно викнав да им е мајката на оние кои ти дале наредба да парадирате тука. Наредби они може да дадат само за изведување на вежби во касарните, каде што ве примаме како гости, а не да се мафтате и парадирате по градот. Затоа само ние можеме да дадеме одобрение, а не твојата пострана влада во Софија. Белки, сега ти е јасно, му вика овој Чушкар. Разбирам, всичко ми е јасно, му рекол и така завршува, они ги тргаат од парадата и така да македонските единици први промаршируваат. Апостолски на бел конј. Да бе, македонските единици, тоа исто како Белин која наметно го ставаат. Значи ние правиме грешка што им дозволуваме, односно Тито прави грешка под притисок на русите. Требаше се бидат бетонирани таму кај што припаѓаат во фашистичкиот дел. Сите историски проценки ги имаат бугарите промашани и ова ќе промашат сега. Значи некои тврдат историчари викаат кај влегла Бугарија се губат. Да, се губат. Се на погрешна страна влегуваат. Да. Се да се надеваме дека не се на погрешна страна. Сега влеземе во Европска унија, знаете. Може види, па некоја случајност или законна веројатност и на големи броеви некој ќе погодат, барем да не погодат сега во Балканските војни, да речеме, тие изгубија. Првата светска војна панат спротивната страна, загубија, во втората панат спротивната. По војната па влегува во Советскиот сојуз, па на некоја погрешна страна, условно да го речам, бидејќи се распадна Советскиот сојуз, сега влегуваат во... Сега не сакам да верувам, вака малку. Значи, гледате, тие имат многу промашувања у својата историја и сакат со фалсификати да ги покријат. Еден од тие е Македонија. Оптимисли сте вие дека ние ќе издржиме таа најопасна некоја офанзива на бугарите сега, пред Европској. Оптимисти дека ќе издржиме, дека ова нема да биде македонска капитулација пред таа некоја петта, шеста бугарска офанзива за разнебитување на македонскиот идентитет. Не знам дали сум... Некако мене ме плаши што нема реакција. Видите вие што се случи овие денови, месеци, да речем, не умртвија, да. Тоа и современата пропаганда тоа го прави. Значи, да. Пропагандата на Гебелс била радиото, печатот, устна пропаганда, не знам, филмови, она, Гебелсовата. Да. Сега имаме совршено развиена пропаганда од социјални мрежи до телевизија. Ама што сакате? И сега може да биде предмет на манипулација се што е... И на манипулација, и на денунцирање,
и на жигосување. Прво, современата пропаганда денеска позна како прво да ве, како да кажам, да ве разложи некако, да станете, да си рече сека, не мине што сака на ќе биде, дај само да ова да биде. Да изгубите желба. Желба, да ви уништат желбата. Кога тоа ќе го изгубите, да може да ве месат како сака. Вие се надевате дека тоа нема да се случи. Па се надевам дека нема да се случи, дека ќе... Иако трендовите одат во тој правец. За Гоце реагираме малце повеќе, но ни тоа не е доволно. Па не знам, не е. Ја споредив нели со Арменија сега што е со Нагорна Карабах и помалку изразив жалење што ние немаме таа енергија за државата, но се надевам дека ќе бидам демантиран. Се надевам дека Бугарија сме ја доживувале како нешто подоле од нас. Со сите тие нели пежоративни, червени и така натаму. Не се согласувам, но нели само ги нотирам. И ние тешко го прифаќаме секој оценување од Бугарија. Бидејќи сме ги сметале секој за подоле од нас. Виде што мене ми е тука. И мислам дека тоа може да предизвика одредена мобилизација, кога двете партии, јас веќе неам верба во двете партии. Гледам дека со правење или со неправење дозволува да се случуваат процеси во Република Македонија. Се надам дека ќе има некој искра кон македонскиот народ, иако по анкетите што ги гледам дека тоа расположение е токму со тој модел на губење на желбата и на волјата спуштено на минимум. Да. Спуштено на минимум, но да се надеваме дека ќе се направи нешто, дека ќе заврши ова пандемија, дека ќе почнат луѓето да функционираат, дека ќе почне да се комуницира, дека таа енергија ќе се врати, да се надеваме дека тоа ќе се случи. Иако јас не сум до крај оптимист. Уште една работа што, значи, генерално бугарите ни се пријатели, како да кажам, значи соседи, блиски ни се тука, не е спорно. Блиски ни се тука, нема збор. Политиката повеќе, ама она и создава клима. Па таа политика е финансирана, стимулирана од бугарските служби. Точно, значи, така е тоа. Историографијата бугарска во однос на Македонија е пишувана и креирана од бугарските служби, иако тие не овинува дека ние сме измислица на Коминтерна, дека сме создадени од тајните служби и така натаму. А де факто све е обратно и различно од тоа што мене ме загрижува, да речеме, во однос на Бугарија. Имаме пријатели сите. Така е. Ја долго време истражува во државниот архив во Софија. Со таквиот однос, да речеме, кон Македонија, кон македонците, да речеме, негирањето, нели, таквиот однос, се повеќе, да речеме, го зацврстува кај македонецот националниот дух. Го зацврстува. Но за жал, што не сакам да се случи тоа, се ја засилува па и омразата кон нив. Тоа природно произведува, значи шом ти го засилува националното чувство и идентитет кај тебе, тоа природно раѓа омраза кон што апсолутно не го... Трајно ги кини сите врски. Тоа не ми се допаѓа и тоа не сме тоа така да биде, затоа што пак, еве ќе кажам, сите сме врзани, што со Бугарија, со некои роднини пријатели, што со Србија, роднини пријатели доле во Егејска Македонија, роднини пријатели. Но тоа не е добро. Емисијата од недела 11 октомври. Фала многу, честит празник. За мене е клучен датум. Значи за мене клучен датум 11 октомври. И никако најмногу сум го славил секојаш овој празник 11 октомври, бидејќи од дете сум сваќал дека тоа е темелот на формирање на македонската држава. Не од идеолошки, туку од државотворни, од патриотски причини. И сметам дека е потценет овој празник и затоа секој 11 октомври намерно правам емисија за тоа, за да можам колку може повеќе да протнам во јавноста или да пласирам во јавноста кој е значењето на овој ден. Ова е стожерот на македонската. Тогаш е формирана првата македонска. Се согласувам со сите атрибути на држава. Тогаш почнува да се формира. Апсолутно. Апсолутно. Нема што тука. Тоа и може замислите македонските тие патриоти за 4 години, сега такви беа околностите. За 4 години успеа Македонија да донесат до основи да се формира држава. Па ние можеме и за еден ден да ја уништиме тоа. Значи ние покажавме дека има капацитет. Дека што сме покапацитетни, покапацитетни од нив. Шкареновски беше задоволство. Многу среќен празник, да сме живи и здрави. И до година да го славиме, до година со на интервју и така натаму. Да си ја сакаме Република Македонија, тоа е наша тетковина, тоа е немаме ни.
Немаме друга. Немаме друга, резервна немаме. Немаме резерва. Фала многу. Се најдобро. Се најдобро. Ова беше емисијата во Центар, ова беше интервјуто со господинот Ѓорги Чекарјановски, според мене еден од најдобрите познавачи на тоа што се случи во Втората светска војна и после Втората светска војна, историчар со најбогата документација, човек кој многу знае, многу работи кажавме, многу работи оставивме за некоја следна прилика или за некоја следно интервју. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, па сакам пријатна вечер, уште еднаш среќен празник, среќен 11 октомври до година да го славиме во многу подобро расположение и во многу подобри услови. Пријатна вечер Македонија, каде да си.